Јас не сум тренер кој бара алиби. На 24 март Македонија ќе запише првата победа. Македонија е поголем противник сама на себе, отколку Лихтенштейн, што може да ни направи проблем. Ова се играчите кои ќе ни донесат први 3 бода во квалификациите за светското првенство 2018 во Русија. Ова се главните поинти од пресконференцијата на селекторот на македонската репрезентација Игор Ангеловски по објавувањето на списокот фудбалери повикани за надпреварот против Лихтенштейн, многу важен за нашата репрезентација, заедно со Ежџан Алиоски, кој поради суспензија не може да настапи на овој надпревар. Тие се фудбалерите кои ќе конкурираат и за надпреварот 4 дена подоцна во Скопје против Белорусија. Наш гостин во куќа на фудбалот Игор Ангеловски, селекторот на репрезентацијата на Македонија, ви благодарам што сте тука. Добро вечер. Некој ќе каже, селекторот долги години гради пријателски, да не речам другарски однос со новинарите, со спортските работници и поради тоа некои од нив условно се плашат да прашуваат провокативно на пресконференциите кога е во прашање составот на македонската репрезентација. На тој начин го градите односот и поради тоа некои од колегите условно не смеат да прашуваат провокативно на вашите пресконференции? Не се сложувам со тоа. Јас кога веќе започнав да ја работам оваа професија, не само како селектор, и претходно како спортски директор и подоцна тренер на работнички, добро знаат дека сите новинари дека сум отворен за разговор, отворен за гостување во секој медиум и отворен да одговорам на секое прашање кое ќе биде поставено од нивна страна. Дали е тоа провокативно или не, оставам на самите нив. Ова се 22-цата кои што можат да ни ја донесат првата победа во квалификациите? Со оглед на настаните во изборот што го имаме на репрезентативци, мислам дека тоа се најдобрите 22 во овој момент кои се надевам дека ќе ни ги донесат првите. Не велите најдоброто од Македонија, туку велите најдоброто во овој момент. Тоа го велам затоа што поради повреди, значи кажав јас и на пресот дека не можеме да сметаме на Барди, на Стефан Спировски, поради жолти картони не можеме да сметаме на Алиоски и затоа велам дека тоа е најдоброто во овој момент што го имаме. Ферхан Хасани, Душко Трајчевски, Никола Ѓорѓев, Бобан Николов, Давид Бабунски, Александар Трајковски и Маријан Радевски. Тоа е делот тимот кој што ќе фигурира во средниот ред против Лихтенштейн. На прва, многу недостатоци или не делува охрабрувачки овој среден ред на Македонија? Па мислам дека знам и зошто го потенциравте тој среден ред. Ќе се навратам на претходното прашање дека од тука недостасуваат Барди, Спировски и Алиоски, значи тројца стандардни репрезентативци кои беа стартери на надпреварот со Шпанија, но јас верувам во повиканите фудбалери, верувам дека ќе составиме еден добар тим во кој ќе има баланс и од офанзива и од дефанзива и се со цел да дојдеме до првата победа во квалификациите. Ако ништо друго, барем формацијски ќе се смениме и тука нема да имаат причина луѓето да ве критикуваат, имајќи предвид дека многу прашина крена 3-5-2 формацијата која што ја форсиравте упорно на претходните надпревари од квалификациите. Без разлика на коментарите, јас се уште мислам дека тоа беше најдобра формација за тие надпревари. Жалам само што не награди со еден позитивен резултат, затоа што мислам дека со игрите бевме конкурентни, да не се навраќам до самиот крај на самите надпревари и покрај еден 4-кратен светски првак и против една Албанија и против Израел, но јас формацијата ја спремам спрема секој противник, мислам дека немаме потреба од оваа формација за овој надпревар, што не значи дека доколку проценам дека треба да се вратиме на таа формација, повторно би ја користеле. Ќе играме офанзивно од првата минута? И со 3-5-2 игравме офанзивно. Ќе играме офанзивно на овој надпревар против Лихтенштейн, затоа што рековте Македонија може да се плаши само од себе, не и од Лихтенштейн. Точно. Што мислевте на тоа? Мислам дека треба да играме офанзивно, но не безглаво. Мораме да бидеме организирани во сите сегменти на играта, да знаеме што сакаме на самиот терен, да не му дозволиме на противникот ни најмала шанса да се надева дека може да направи позитивен резултат, но мораме да бидеме максимално сконцентрирани и пак ќе кажам организирани во секоја фаза од нашата игра, и во дефанзива и во офанзива. Не подсетувавте на пресконференцијата со изјавата Македонија треба да се плаши повеќе само од себе на минатите порази од Андора, на неуспесите против Луксембург? Точно така. И не само на... За на крајот да поентирате, јас не сум тренер кој
бара алиби за било каков неуспех. Точно. Не, обврска на стручниот штаб е да ги подготви фудбалерите да не се повторат изданија од типот на Андора и на Луксембург. Јас верувам во мене, верувам во моите соработници, верувам во фудбалерите дека такво нешто нема да се повтори на овој надпревар. Ние ќе го дадеме максимумот, нема да влеземе со подценување, ќе влеземе како фаворити. Фудбал е, се надевам дека тоа го исполниме и ќе ги добиеме првите три бода ќе ги освоиме во квалификациите. Лесно му е на Ангеловски затоа што го има Несторовски, кој е еден од најдобрите стрелци во италијанската серија А, иако игра во Палермо кој се бори за опстанок. Иван Тричковски, еден од најдобрите стрелци во кипарското првенство. Музафер Ејупи, најдобриот стрелец во досегашниот тек од првенството во Хрватска. На Ангеловски му е лесно што ги има сите 22. Ејупи е повикан заради тоа што има 12 погодоци во Хрватска или заради задоволување на јавноста, бидејќи со игрите привлекува внимание? Не, никогаш јас не го правам тоа за задоволување на јавноста, јас тоа го правам заради потребите на тимот. Ејупи заслужи со своите игри, прв стрелец е во првенството на Хрватска, прошлата сезона беше втор стрелец зад Несторовски, имаше голема конкуренција во нападот, сега се отвора можност за него и јас му нудам можност да биде дел од репрезентацијата, да добие шанса, јас се надевам дека истата ќе искористи. Составот за првите 11 го објавувате пред почетокот на самиот надпревар, тоа значи дека и играчите не знаат кој ќе конкурира за место во првиот состав. Не знае кој ќе излезе. Сите што се повикани рамноправно конкурираат за да бидат стартери, но од друга страна тимот што ќе излезе мора да добие поддршка прво од сите соиграчи што нема да бидат стартери, од нас стручниот штаб, затоа што тој е мој избор и на тие што ќе истрчат на терен мора да им се даде поддршка како што беше и во минатото, барем додека јас сум селектор. Веруваат ли играчите дека може да ја постигнат победата број 1 во овие квалификации? Не е лесно од психолошки аспект кога знаете дека на 4 надпревари, иако сте играле добро, сте создавале шанси, сте постигнувале погодоци, контото бодовно и натаму е на нула. Да, токму тоа мора да не мотивира, затоа што и покрај добрите игри не освоивме бодови и мислам дека мораме да продолжиме со истиот пристап, со истиот начин на игра и само така можеме да дојдеме до првите бодови. Ве плаши Лихтенштайн по било кој основ? Не, мене ни Италија ни Шпанија не ме плаше. На кој начин игра Лихтенштайн? Претежно. Знаеме дека загубија 2-1 тесен резултат против Израел, 2-0 против Албанија. Претежно дефанзивно, повлечени на својата половина, чекаат можност на контра. Мислам дека добро ги проучивме, знаеме што треба да правиме на самиот надпревар и кои се нивни слабости. Се надевам дека фудбалерите сето тоа ќе го спроведат на теренот, ќе ги искористиме тие нивни слабости и како што кажав, ќе дојдеме до првата победа. Го имате веќе првиот состав на Македонија во глава или тоа го одлучувате по крајот на подготовките, иако се кратки? Имате не цели 4 тренинзи со репрезентацијата. Па јас би рекол дека имаме само 2 тренинзи за детална подготовка, останатите 2 е онај официјалниот што е пред самиот надпревар, но таков е начинот на работа во репрезентацијата, мислам дека доволно спремни ќе влеземе на тој надпревар, посакувам само здравствениот билтен да биде во најдобро можно, нели да немаме проблеми со повреди и се надевам дека ќе истрчаат најдобрите, односно ќе го избереме тимот кој ќе ни ја донесе првата победа. Но јас тимот никогаш не го делам на оние што почнуваат и оние од клупа, затоа што него скоро стално секогаш се многу битни фудбалерите кои надпреварот го почнуваат од клуб. Зошто се одлучите за двајца голмани од Вардар, и Алексовски и Гачевски? Алексовски затоа што со одбраните во младата репрезентација мислам дека покажа квалитет и дека заслужено можеме да сметаме за него во сениорската репрезентација. Столе Димитриевски исто така е една од алтернативите за голманската позиција која што од сегашен аспект создава проблеми. Кога мислевме дека на позициите на кои што ќе немаме проблеми, меѓу кои голманската, го имавме Давид Митов Нилсон, на позицијата централен дефанзивец го имавме еден Аријан Адеми и одеднаш се создаде огромна празнина, огромни проблеми за стручниот штаб токму на тие две позиции. Сметате дека со повикувањето на Николов и на Трајчевски може да се пополни таа празнина или среќа што е Лихтенштайн пак играме сосема спротивно отколку со Италија или со Албанија? Не, и да беше било кој противник, јас ќе се одлучев за истите двајца фудбалери затоа што
Во овој момент тоа е најдоброто на таа позиција што го имаме. Јас верувам во Тоа е во затоа нив што двајца. секоја седмица или секоја недела сте на прволигашките надпревари? Да, ја апсолутно ги следев не само на првенствените, ги следев и на пријателските надпревари и мислам дека, пак ќе кажам, не сакам сега да звучам дека барам алиби, огромен хендикеп е за една мала репрезентација како што сме ние, отсуството на еден Давид и на Аријан Адеми на клучни позиции, но јас верувам во фудбалерите кои ќе настапат на нивно место, дека имаат квалитет и убеден сум во тоа и дека со тој квалитет ќе допринесат да освоиме да дојдеме до позитивен резултат. Знаете што е разликата од минатото кога губевме од Андора или од Луксембург? Јас не би кажал што е разликата, јас знам Тоа што бевме 100 места подобро пласирани од сега. Добро, тоа е FIFA ранглистата која мора сите да знаеме дека позицијата на која се наоѓаме не е задоволителна, но тоа е менливо, може само за еден месец да напредуваш на таа FIFA ранглиста, така да тоа воопшто не ме плаши. Рака на срце, никогаш во целост го немавте тимот кој вие посакувавте да го спакувате. Тоа беше и една од главните поенти кога дојдовте на местото селектор на македонската А репрезентација и веројатно ви паѓа голем товар од градите кога можете да ги користите играчите кои се во составот на младата репрезентација ги предводи Благој Емилевски. На овој надпревар можете да ги користите. Дај Боже да има уште многу причини за да не можам да користам фудбалери од млада репрезентација. Тоа значи дека Македонија ќе бележи пласмани на завршница на едно европско или светско првенство и причина за радост на сите, без разлика за мој личен став. Јас тоа го кажав од првиот ден кога дојдов за селектор дека планирам да формирам тим кој ќе биде спојна младост и искуство, кој долги години ќе игра заедно, како што кажавте, не бе во можност тоа да го спроведам, причините сите добро ги знаеме и се за мене ќе кажам сосема окей, пак ќе кажам дај Боже да бидеме во такви многу ситуации. Во договор со селекторот Милевски на првиот надпревар ќе ги имам на располагање сите оние што мислам дека можат да допринесат во надпреварот со Лихтенштеин. После тој надпревар ќе ги ослободам затоа што имаат пријателски надпревар на 28 кој е нивни последен пред европското првенство, а после европското првенство веќе ќе ги имаме сите на располагање што сметаме дека заслужуваат да бидат во репрезентација. За прв пат од кога сте на клупата на македонската репрезентација, веројатно чувствувате притисок, затоа што го немавте ниту против Италија, уште помалку против Шпанија, против Албанија прв квалификацијски надпревар, против Израел добра игра и промашен пенал во 92-та минута. Чувствувате притисок дека мора да победиме? Не се сложувам со вас. Притисок во оваа работа стално постои и на пријателски надпревар, и на првенствен надпревар. На секој надпревар јас влегувам со максимална концентрација и ги спремам фудбалерите да влезат максимално спремни, се со една цел да го добиеме тој надпревар. Дали играме против Италија, Шпанија, дали против Лихтенштеин, притисокот стално постои. Оваа работа е стално под притисок. А има и други работи кои се под притисок, така да општо животот добро е кога си под притисок. Тоа значи дека не го сваќате овој надпревар за земи или остави? Не, апсолутно не. Овој надпревар кој носи само 3 бода, доколку е совладавме Италија исто ќе носеше 3 бода. Не ни даваат за овој надпревар повеќе од 3 бода. Чувствувате дека јавноста конечно има чувство дека може да се врати атмосферата околу репрезентативниот тим? Да, тоа го чувствувам на секој чекор, го чувствувам на надпреварите каде што бевме домаќини, каде што и покрај поразите, јавноста виде дека тимот го дава максимумот, дека сме сплотени сите како еден и сето тоа го препознава и пак ќе кажам покрај поразите не наградија со аплаузи. Македонската јавност знае добро што е добар фудбал. Навистина го болеше душата Горан Пандев после поразот од Италија, како што го болеа колената кога го фаулира и против Италија и против Албанија? Да, не само Горан, него сите во соблекувалната бевме тажни што не успеавме Италија да ја добиеме. Селекторе, ви посакувам да освоите 3 бода, иако од оваа ситуација, од оваа точка, после 0 во овие квалификации и не е баш лесно да се изговори течно. Ви посакувам 3 бода на надпреварот против Лихтенштеин. Ви благодарам, јас сум сигурен дека заедно со фудбалерите ќе стигнеме до првите 3 бода во квалификациите. Белорусија после надпреварот со За Белорусија овој момент воопшто не ни размислувам.
Ви благодарам што бевте во Благодарам. Куќе на фудбалот. Во надпреварите од 16-тиот круг во втората македонска фудбалска лига, Академија Пандев го продолжи победничкиот низ. Славеше против Металург со 2-0. Академија Пандев со една нога веќе е во најдобрата македонска фудбалска конкуренција. Вардар Неготино и Тетекс во Неготино одиграа без голови 0-0, Скопје Новаци 2-1, Тиквеш Велазерими 2-0, надпревар одигран во Кавадарци и Евромилк Хоризонт Турново 1-0. Ги гледаме головите од најинтересните надпревари во втората македонска фудбалска лига.
Младиот Елиф Елмас го постигна погодокот на 22-тиот круг во првата македонска фудбалска лига. Постигна брилијантен гол во победата на Работнички во дерби надпреварот против Пелистер, надпревар одигран во Охрид. Вардар славеше со 2-0 против Брегалница, но двата погодоци ги дадоа во 89-та и во судиското надополнување. Шкендија славеше убедлива победа од 4-0 против Прилепска победа, Силекс подобар од Македонија Ѓорче Петров со 4-2. Го гледаме прегледот на головите од надпреварите од 22-тиот круг во првата македонска фудбалска лига. Внимавајте на погодокот на Елиф Елмас од Работнички.
овој викенд надпреварите од првата и втората македонска конкуренција гледајте ги во живо на tv.ffm.mk, со таа разлика што надпреварите од првата лига ова коло се играат во сабота, во недела се играат пресметките од втората македонска фудбалска конкуренција. Останете со македонскиот фудбал и бидете подражувачи на нашиот фудбал.